Ке биде ова уште една вкусна, деликатесна дружба, би рекла Петочки, во нашето студио или во нашата кујна во оброкот на денот. Имаме нашата Јованка Јанковска или позната како Бобе, наша драга и добра пријателка. Добре ни дојде Бобе повторно, Петочки. Добро утро и добро ве најдов. Ти благодарам што утрово ни дојде и секогаш во твој стил. Едно букетче. Благодарам. Ова е само знак дека имаме предзнаци веќе големи на едно од најубавите годишни времења, тоа е пролета. За Кога мене, се е зелено, дефинитивно. па не само зелено, во бои би рекла. Така некако природата ни се буди. Така што тука некаде ќе го ставиме и ова само да ни се гледа. Ете така. Затоа ставив малци розова марама за да Така е, да бидем да ми парираш и мене на пролета, да дојде порано. Денес. Јас утринава открив од прилика нели што ќе биде подготвено од страна на Бобе. За скоро ќе излезе и по социјалните мрежи наши, ќе видите колку Тони Зен уживаше во оброкот на денот денеска, имаше прв можност да ги дегустира денешните туфаки и беше фасциниран од вкусот. Не се сомневам дека ќе бидеме и ние, но да им кажеме Бобе на гледачите што денес ќе ни биде на менито во кујната. Денеска ќе подготвам полнети јаболка, всушност туфахи. Тоа е босански десерт. Мислам, така е познат дека е нивно некое традиционално јадење. Добра. Лесно многу за подготовка, нема тесто, што е најважно, здраво, сепак е карамелизиран шеќер и јаболко, така да мислам дека Јаболки во изобилие имаме и така. зошто да не ги искористиме на најдобар можен начин. Кога што е најважно, извините, прекинав, време на пост, значи може да се направи во постна варијанта. Да, ние денеска не го имаме во постна варијанта, но кога ќе го подготвуваме, ќе ви дадеме до знаење нели што треба нели да исфрлите, за да можете истиот да си го направите во постна варијанта. Инаку е многу брз и многу едноставен. Јас кога ја видов утрово, Бобе, велам како вака ги испече јаболките, но ова се всушност варени јаболки. Варени јаболка, па сега да им секогаш рецептот на туфаки е со варени? Да. Ја што го подготвувам тој, сега не ги знам, значи сум ги испитувала, ама претежно е варена. Варена. Да. Добро, како ја вариш, тоа да им опишеме на гледачите, колку е потребно? Јас ќе почнам тука вака, ќе ги декорирам во чашка. Значи, прво земам некои 7-8 јаболка, најчесто користам оние сладко-кисели. Да, и на вкус да бидат. Моментално еве овие ајдарет, за да има, секогаш сакам на десертот да има нота малце киселка, сладка, така. Да. Се вади семето во средина. Добро. И потоа се лупат. Од која ќе се излупат, се става во тенџера, се тура шеќер, 300 грама. Ја користев браун. Добро, кафеавиот шеќер. И така колку се варат, колку време? И вода се тура 1 литро. Што е најважно, ставам некои 7-8 карамфилчиња. Додека се варат. Ставам јаболката, да, за да има малце поинтересен шмек и вкус, веројатно. Да, за мене тоа е најважно. Се варат 7-8 минути, сега во поголемо тенџере ако ги ставам, не се покриени догоре, затоа што од една страна затоа ги правам, па ги превртувам од другата страна. Така, добро. За да се обарат и да примат од сокот. Малце тоа сладост да добијат. Добро. Но сепак, прво рецептот кога го подготвувам, прво го правам кремот, филот. Филот. За да се олади, за да може потоа веднаш да конзумира, да кажеме. Добро. Па се тоа практични моменти кои што ние нели треба да ги информираме гледачите, за да можат и тие кога ќе си го направат да бидат исто практични во поглед на подготовката. Кремот е карамел. Што е филот, да? Карамел, значи исто со темен шеќер. Добро. 300 грама. Колегите да ни снимат, чисто да видам на која камера. Може со лажичката за да видат каква е густината. Еве така и тури малце со лажичката. Така. Сега се гледа. Да не биде стврднато сега тоа. Значи по овој рецепт таман се доаѓа. Тоа е исто важно, да не се згрутчи тоа карамелот многу. Треба да е вака малце. Може накусо да не го пишеш начинот на подготовка? Значи се става во тенџере 300 грама шеќер, како сакате. Добро. И на средна температура. На умерено, значи не сме на јака. И го уклучуваме да почне да се карамелизира. Кога веќе половина е онака карамелизирано доздола, горе ако не е толку, ставаме на лажица путер. Значи ако се пости, ќе биде маргарин. Добро.
Тоа е опцијата. Исто се стопува се и потоа додавам 150 мл топло врело млеко. Добро. Зашто ако се стави поладно, тогаш станува карамелот тврд и се расипува нема да биде во таа состојба во која што посакуваме. Доколку биде посен, замена за млеко имаме? Може сок од јаболко. Или сок од јаболко. Или растително кокосово млеко. Добро, но и ова со сокот од јаболка може. Значи ќе се постигне истиот ефект, треба да е течно. Треба да има. Да, течност за да се добие оваа текстура на карамел. И потоа се трга. Не, извинете, значи од која ќе се карамелизира тоа, ги ставаме 150 грама мелени ореви. Или толчени, како сакате. Добро. Се меша тоа и уште 5 минути, значи да пуштат и оревите. Тоа сакав да прашам, зашто гледам некој крцкав момент, не може тоа да е само од карамелата. Ќе си полна мордека. Многу лесно, брзо и едноставно претоставувам за подготовка, со оглед на сите ова што ни го откри. И се остава да се олади. Добро. Потоа колку често Бобе се овие дома барани? Да, овие се брзи и но колку често ги подготвуваш, дали дома ги бараат? Често. Да? Често, да. Добро. Сакаме со сопругот, значи здрава храна да јадеме. А ова не е онака десерт да се најадеш, да. Сепак нема теста, да кажам. Јаболкото секогаш е преубаво. Добро. Еве Бобе ни донесе во чаша, овие ни се веќе подготвени и наполнети, значи потоа се полни филот во јаболкото. Добро, да. И од озгора можете вие како сакате да си ги сервирате. Да. Од озгора ставам секогаш различно. Значи ако се посни, може халта, сладка павлака матена, што е посна. Еве од озгора ги украсиме. Добро. Ајде и другите. И потоа ќе ги конзумираме. Ако е мрсно, може и, значи сум ги подготвувала и со матени белки, шамот белки. Добро. Па после од озгора малце ги горам, да. Варијанти постојат. Дали и колку ти ги практикуваш овие пости, можеби не долгиот, но краткиот недела дена пред Великден? Така. Го користам. Цвеќето ќе го тргнеме, ама цвеќето треба да ни биде потоа дел од сега ќе го ставиме, значи од озгора еве јас вака ги украсувам. Добро, што имаме, тоа се мелени ореви, претпоставувам. Добро. Еве ќе ставам по едно јаболче сушено. Добро. Практикуваш вака да си сушиш јаболки по дома или? Да. Кога имам некој најчесто да кажам како пола расипано, па ќе го исецкам така. Тоа е добар момент да им дадеме до знаење. Да ги направи во ерфраер. Супер. Значи во тоа ги ставив да се сушат и еве се исушија, постигнав целта што ја сакам. Добар момент да не мора да се сушат на сонце во летен период. Така. Да ја повикаме пролетта. Еве вака малку ќе ставиме. И да не знаете кој е на гости во нашиот оброк, само да ги видите овие моменти, мислам дека ќе препознаат Бобе дека тоа си ти. А ова е последната магија за мене. Што е тоа? Цимет. Добро. И цимето сепак е јаболко. Цимето и јаболко, мислам дека тоа е една добитна комбинација. Едното без друго некако не ми оди. Ајде сега да го ставиме. Ќе го земеме чаршавчето. Чаршавчето. Добро. Секогаш различни. Сепак имам доста што ми ги подготвила баба ми. Ова е од чеизот? Од чеизот. Така. Ќе се најдат работите од чеизот секогаш. А е вистинско богатство за оние кои што знаат да ги ценат работите. Да. Бидејќи во поново време ја немаме таа традиција. Еве лажиче, имаме лажиче. Тоа барав. И тоа е. И тоа е. Чекај сега, ова да го тргнеме заради кадрот. Тука некаде може да го ставиме? Или овде? Така, тоа е исто важно. Чекај, исто е важно, само каде да го ставиме? За да биде комплетно. Види, добар ли е кадарот, Бобе? Одлично. Може една фотка да направам. Ќе се фотографираме, тоа не е никаков проблем. И од самата маса. Но да им дадеме до знаење на гледачите колку едноставно и брзо се подготвуваат овие туфаки. Тоа е босански традиционален рецепт, но веќе многу прифатен и кај нас во нашата култура и гастрономија.
И верувам дека голем дел од луѓето си го прават во своите домови. Веројатно на твојот блог Бобес Бейкери, каде што постојано објавуваш рецепти, го има и овој. Нашите гледачи го погледна испишан и на екраните и верувам дека ќе им дадеме еден предлог за тоа да си го подготват. Дали во постна или во мрсна варијанта, секако. Како им одговара. Поневни избор. Сакав да кажам дека секој оброк ни дава малку љубов. А најубаво е... Не малку, многу. Многу. Еве, ја малку можам да кажам. А најдобро е кога ќе го споделите со своите драги. Ти благодарам. И ти си ми моја драга гостинка и се надевам дека гледачите тоа веќе до некаде го препознаваат и чувствуваат, особено кога оброците се направени со дополнително љубов. Ти велиш малку, ама јас ќе речам многу. Многу, така што тоа се чувствува. Пред да го вкусам и уживам овој мој денешен оброк подготвен од Бобе, би сакала да те прашам што се случува во однос на твојот блог, колку често објавуваш нови рецепти, која е страната може да им кажеме на гледачите за да ја посетат. И претпоставам комуникацијата со таа публика таму исто така ти дава една дополнителна мотивација за нови рецепти. Секако. Тоа што секој ќе ми пише од која ќе споделам некаков рецепт дека е преубаво, дека сака да го направи, а најважно ми е кога помлади сакаат совет, дека го подготвуваат тоа, па нешто нема да им излезе, значи кога сум слободна, во секое време давам совети и таа конекција, значи, ми дава сила да повторно да објавам ново, да спремам видео додека готвам. Кога знаеш дека има фидбек и дека тоа е применувано, верувам дека мотивацијата е уште поголема. Бобе, ти благодарам што некако даде дополнителен зачин на овој наш денешен петок. Благодарам. А со оглед на тоа што ни следува и викенд, дополнително верувам дека ќе уживаме и во рецептите твои, но и во целата понуда која што ја имаме на Телма. Ти благодарам и благодарам и се гледаме во друга прилика кога веќе ќе ни биде пролет. Пролет. Да, така е. Се надевам дека уживавте во овој денешен оброк на денот заедно со нашата Јованка Бобе и дека ќе го подготвите овој рецепт, поточно овие одлични, вкусни, превкусни туфаки кои што ги имаме овој петок.